Стратешкото партнерство со Велика Британија, кое идната недела вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски ќе го потпише во Лондон, е последно во низата кои државата ги има ратификувано со други држави и организации. Ваквиот договор со Соединетите Американски држави е можеби најважниот меѓународен договор за државата, иако тој дојде како утешна награда за грчкото вето во Букуреш за влез во НАТО. Стратешки партнерства за различни области Македонија има потпишано и со Унгарија, Турција, Европската унија, Азербејџан, Швајцарија. Последниот со Велика Британија ќе значи вбризгување на 6 милиарди евра во македонската економија, иако барем засега непознати се условите под кои ќе ги добиеме овие британски пари. За првиот човек на владата, стратешкото партнерство ќе донесе револуција. Ова е договор кој ќе донесе инвестицијска револуција во државата. Еден вистински историски инвестицијски циклус со кој Македонија ќе работи, ќе се гради, ќе се развива, ќе напредува. Но колку на вистина Македонија може да има бенефит од еден ваков договор? За политичкиот аналитичар Петар Арсовски, форматот е добар, но потребна е содржина во него. Стратешките партнерства како формат се добри за државата, но тие треба да се пополнат со содржина. Ние сме имале случаи на стратешки партнерства кои не сме ги искористиле доволно. Изгледа дека ова стратешко партнерство има конкретни точки кои треба да ги исполни, но сепак ќе зависи од капацитетот на двете влади да го исполнат целосно и од тоа да знаеме што да побараме, што да добиеме и каде тоа да го вложиме. Арсовски сепак вели, македонската јавност се уште нема доволно информации околу парите кои државата ќе ги добие од Велика Британија. Стратешкото партнерство е рамка. Со што ќе ја исполниме таа рамка зависи од тоа што ни е потребно и што сметаме дека најбрзо ќе ни ја раздвижи економијата. И голем заем не е проблем, и враќање на заем не е проблем, под услов тој да се искористи продуктивно, односно да ја раздвижи економијата. Додека не видиме кој е планот на владата, како да ги искористи тие средства и тоа стратешко партнерство, тешко е да се предвидува како тоа ќе излезе на крај. Попишувањата на британските медиуми дека Македонија е една од земјите во кои би можеле да се градат мигрантски кампови за прием на азиланти кои ќе бидат одбиени од Велика Британија, добивме демант од британскиот амбасадор во земјава. Сега и премиерот на прославата на Унијата на жени на ВМРО ДПМН зборуваше за ова прашање, но тој смета дека опозицијата ги користи овие прашања за политички цели. Замислете, седнале, анализирале, и во паника, и во агонија, некои од нивните генијалци измислиле, ќе граделе мигрантски кампови. Нешто кое на памет ниту ми паднало, ниту пак некој побарал од нас. Откако Николовски ќе го потпише договорот, тој треба да биде ратификуван во македонската влада и собрание, но и во британските институции. Детали од договорот, условите за добивање на британските пари и начинот на инвестирање се очекува да бидат познати кога тој ќе влезе во собраниска процедура. Даниел Василев, Сител телевизија.